По вчерашните консултации со лидерите на политичките партии кои освоја мандати во Собранието на Република Македонија, председателот Иванов истакна дека мандат за состав на новата влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе докаже дека обезбедила мнозинство во Собранието. Иванов исто така во претходните неколку денови оствари средби со надлежни институции и политички партии, чија цел е, вели, да ги сподели неговите видувања, да ги слушне размислувањата и ставовите на соговорниците, не само за приоритетите и државните интереси, туку и за излез не само од политичката, туку и од она што, како што истакна, се повеќе наликува на уставна и институционална криза. Изминатиот период се изнаслушавме разни толкувања на уставот. Секој го толкува онака како што сака или како што му одговара. Јас како председател дадов заклетва дека ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. А уставот на Република Македонија ја одразува нашата автентична македонска реалност. Не само што не може да се толкува според нечии партиски желби и интереси, туку според уставот се мери се друго. Членот 90 од уставот е јасен. Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партија, односно партиите што имат мнозинство во собранието. Не случајно уставотворецот предвидел само еден член во уставот, тоа е член 90. Намерата на уставотворецот кој не ги одредил во детали можните постапувања на председателот во вакви или слични ситуации, значи дека му дава слобода во делувањето и проценките на председателот на Република Македонија. За време на консултациите, Иванов истакна дека се разговарало за сите можности и варијанти, во случај никој да не може да обезбеди мнозинство во собранието, при што нагласи сите опции остануваат отворени. Како што веќе истекнав во моето годишно обраќање до вас, граѓаните, од оние што ќе ја составуваат новата влада, барам во својата програма да имаат два клучни приоритета. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. За време на консултациите се разговараше за сите можни варијанти, сите можности и варијанти во случај никој да не може да обезбеди мнозинство во собранието. Сите опции остануваат отворени. Но што и да се случи, ве уверувам дека ќе постапувам исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. По двочасовните консултации со председателот, лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека како второрангирана партија според бројот на освоени пратеници нема да го добијат мандатот за составување нова влада. На самиот состанок беа разговарани сите детали и ни беше укажено дека како второ пласирана партија со број на мандати не можеме да добиеме мандат за формирање на влада. Укажувањето беше дека треба да докажеме ние дека имаме мнозинство согласно уставот за формирање на влада, а тоа е 61 пратеник најмалку, како доказ со својот подпис да биде доставено до кабинетот на Ѓорѓе Иванов, со што ќе добиеме дури тогаш мандат за формирање на влада. По консултациите, состав излегува и од ДУИ. Председателот на партијата Ахмети порача дека сите треба да придонесат за излез од кризата и изнаоѓање одржливо решение за иднината и стабилноста на државата. Треба заеднички да се ангажираме да ги изградиме институциите за да превземеме одговорност и да се соочуваме во иднината со било каква криза која што може да ни се случи и во регионот и пошироко. Јас не сум клучот, бев клучот го префрлив кај председателот. Кај председателот ке го однесе клучот? И за да бидам посимволичен, јас имав бомбата, ја фрлив во председателство и не знам сега председателството кај ќе ја фрли. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. По вчерашната консултација со председателот остварил одделни средби со амбасадорите на Русија и Германија во земјава, Олег Шчербак и Кристина Алтхаузер, на кои како што соопштуваат од партијата, Груевски истакна дека ситуацијата е зрела за брзи избори, бидејќи во моменталната ситуација кој да формира влада ќе има потешкоти и во функционирањето на
парламентот и владата, поради тесното мнозинство, при што брзи избори се најдоброто решение. Во однос на доделување на мандатот, Груевски посочи дека по одржаните избори тој треба да се додели на победничката партија како што стои во уставот, а по истекот на 20 дена конечната одлука за поинакво одлучување е работа на претседателот на државата.